Анкетираните велешани контра изјавите на лидерот на СДСМ за воведување на двојазичност на територијата на Република Македонија. Тие велат малцинствата ги имаат сите права, тие со уставот им се загарантирани. Па доволно има и ова што го имаат. Двојазичност може да има во Тетово, Гостивар, Кичево, во другите градови што треба. Не треба двојазичност во Велесле да има двојазичност во Скопје. Не. Сега ја едно да кажам, нека направат првен попис да видиме колку посто се. Па после дека добијат права. Од 15% не се фазна сигурно. А они кажуваат 25. Па нека биде реципроцно. И нашите македонци не ги имаат во Албанија исти права. Тоа прашање е предвидено во уставот. Децетно е кажам. Така да нема потреба да коментирам. Не. Такво нешто не. Може да се има секој кај што се мнозинство да нека се зборуваат мајчиниот јазик. Кој му брани? Кој му брани? Не, Они сакаат државата да не. ама ни досега не е брането. Зборуеле и уште во бивша Југославија зборуеле на албански во своите места и денеска зборуваат. Тоа не е. Ама ни целата држава не е редно. Македонија води добрососедска политика, велат анкетираните велешани. Тие сметаат дека Заев греши кога вели дека државата е испокарана со земјите од соседството. Јас прво ги обвинувам грците зашто не признаваат нас, ние сме постоеле многу долги години, многу со векови, меѓутоа грците што сакат, ќе си дое све на свое место. Македонија е се во добар пат и која преговара сега и мислам дека ќе постигне добри резултати. И ние ќе бидеме сепак во Европска унија и во НАТО. Тоа е моето мислење. Македонија никогаш не била крива, ни ќе биде крива. Оти ние сме македонци и ништо друго. А не на грците, они името да ни оставаат. Кои се они? Не ни се кумови нас? Ние сме постојали и ќе постоиме. Па за црквата, ние сме Македонска православна црква. Не може да бидеме под некоја друга црква. Само тоа е наметнато прашање за проблеми да се прават во Македонија. Ништо друго. Македонија не е виновна. Нас сите не укривуваат, не е виновна ништо. Виновни се грците не напаѓаат, цел живот не напаѓаат. И никогаш нема да е признатори. Од понеделник, кога официјално почнува изборната кампања, овие прашања политиколозите очекуваат дека ќе бидат во топ темите на политичарите, со кои тие ќе ја бараат довербата од гласачите. Политиколозите воедно се сигурни дека пазарење со македонскиот идентитет нема да има.